Во очекување е владата да се произнесе за предлогот на Комисијата за заразни болести за заострување на мерките против COVID-19 и зголемување на опфатот на имунизација. Министерството за здравство информира дека заклучно со вчера вкупно се вакцинирани 818.689, а ревакцинирани се 787.837 граѓани, а трета доза примиле 59.735 граѓани. Вакцинирано е 39% од целокупното население во земјата, а 38% примиле 2 дози. Опфатот со вакцинација со една доза на полнолетната популација е 58%, а со 2 дози 48%. 2 дози примиле 57% од граѓаните над 40 годишна возраст, а 33% од популацијата од 18 до 39 години примиле барем една доза вакцина. Инаку со новите предлог мерки се предвидува вработените во јавните институции задолжително да прикажат потврда за примена на најмногу една вакцина, ПСР негативен тест, потврда за прележен ковид не постар од 45 дена или потврда од лекар специјалист дека не можат да ја примат вакцината. Се предлага и задолжителна вакцинација на сите здравствени работници. Струмичани со поделено мислење околу тоа дали треба да се донесат нови мерки. Не го поддржувам тој пред. Не треба да се пуште. Не треба тие тако да се пуштат. Треба санкции, треба да се чине. Не. Треба објектите не треба да работат. Има групно се збират од 5 до 10 илјади внатре и можеш да замислите што може да се случи, каква зараза. Мислите дека се зголемуваат бројките натаму? Да, од тука е извор на зголемување на бројките. Најмногу тука младите ги заразват, после домашните, старите, повозрастните и така настанува голема зараза. Мерките не се толку колку што треба да се одржа дистанца и да се придржуваме по мерките што ги има, тие се доволно. Ама има разлика меѓу кафиците и рестораните. Зошто мислите така? Затоа што цел ден младите се у кафичето купа. Едни со други. Јас сум вакциниран. Вие сте вакцинирани. Дали би примиле и трета доза? Доколку? Па би примил. Од Министерството за образование и наука потврдија дека овие мерки препорачани за јавниот сектор ќе важат и за вработените во образованието. За вработените во образованието ќе важи истата мерка што е предложена од Комисијата за заразни болести за јавниот сектор, да бидат вакцинирани најмалку со една доза, да имат негативен ПСР тест, потврда за прележен ковид или потврда дека не смеат да примат вакцина, изјави советникот во Министерството за образование и наука Душан Томшик. Комисијата за заразни болести предлага овие мерки да стапат во сила 10 дена откако ќе ги усвои владата. Во земјава вчера беа регистрирани 493 нови случаи на COVID-19, од направени 2911 тестирања. Оздравени се 532 пациенти, а починале 17 лица. До сега се направени 1.439.606 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во Северна Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 210.938. Бројот на оздравени пациенти е 195.157, на починати е 7.390. Во моментов активни се вкупно 8.391 случаи во Северна Македонија.